Јас ќе бидам во вас, а вие ќе бидете во мене. Не е ли ова она што ни го кажа Исус? Да го откриеме вистинското значење на Исусовите зборови преку заедничко испитување на Божите учења. Да го погледнеме Јован, поглавје 6, стих 53. А Исус им рече: Вистина, вистина ви кажувам, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв, вистинска напивка? Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Со други зборови, тие остануваат во Исус. Исус останува во оние што јадат неговото тело и ја пијат неговата крв. Како што ме прати живиот Отец и јас живеам преку Отецот, така и тој што јаде од мене, ќе живее преку мене. Зошто Исус рекол дека ќе престојува во нас кога ќе го јадеме Исусовото тело и ќе ја пиеме неговата крв? Треба внимателно да размислиме за причината. Кога Исус Христос останува во нас, што можеме да им дадеме на сите што ќе ги сретнеме? Што можеме да споделиме со нив? Можеме да го споделиме Христа со другите. Немам омраза, немам никаква кавга во мене. Па, како можам да ги споделам тие работи со вас? Бидејќи само Христос е во мене, ако сакаш да ти дадам нешто, ќе ти го дадам Христос. На овој начин, мора да имаме срце кое може да го сподели Христа со другите. Затоа Исус рекол: кој јаде моето тело и пие мојата крв, има вечен живот. И што друго рече тој? Исус му поучи дека ќе ги спаси и ќе ги воскресне таквите луѓе во последниот ден. Тој ни го даде и драгоценото учење дека таквите луѓе ќе останат во него, а тој во нив. Потоа да го преиспитаме нашиот живот денес. Дали градиме омраза, гнев, љубомора, завист или кавка во нашето срце? Или ги градиме Христовите доблести и неговата добра природа во нас? Можеме да споделиме само она што го имаме во нас. Така, луѓето со многу љубов секогаш даваат љубов каде и да одат. Од друга страна, луѓето со многу омраза или кавки секогаш ги делат кавките со оној што ќе го сретнат, па затоа имаат лош крај. Поради оваа причина Христос рече: јас ќе бидам во вас, а вие ќе бидете во мене. Треба да ме имаш во себе. Верувам дека кога го имаме Христос во нас, ќе можеме да бидеме со Христос и да станеме Божји драгоцени деца, кои го проповедаат и го споделуваат Христос со другите каде и да сме.